Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 1 час и 45-46 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Прво стисните лайк, subscribe на YouTube каналот Васко Ефтов, за да можете на време да ги добивате сите информации поврзани со YouTube каналот Васко Ефтов и со емисиите во Центар. Јас ке направам мало пледоаје да го објаснам или да го дефинирам гостинот на вечерта. Има 2 или 3 процеси кои се испреплетуваат во овој временски период. Едниот случај или едниот процес е специјалното јавно обвинителство. Зоран Заев доаѓа на власт во Република Македонија, на бранот и советување дека ќе биде реализирана, ќе биде испорачена правда во Република Македонија, нема правда, нема мир. Тоа го носи на власт, тоа го симнува и тоа го руши од власт во Република Македонија. Па Христијан Мицкоски доаѓа на власт, ветувајќи дека ќе расчисти со окупацијата на Дуи и албанското пенетрирање, влијание и одредено на некој начин робусно или канцерогено користење, злоупотребување на тоа влијание во власта во Република Македонија. Горе-доле ништо не е направено во тој правец или во таа насока и советување дека тоа што не го испорачал Зоран Заев, дека тој ќе донеси правда и ќе донеси мир во Република Македонија. Па влегува во конфликт или во војна со судството, влегува во конфликт и во војна со обвинителството, после оставката и заменувањето или сменувањето на Љупчо Коцевски, поранешниот јавен обвинител во Република Македонија, ништо не се смени, ни правда, ни мир, ни добиена војна со суди, со судство, со обвинителство и некој повторно мора да биде виновен. Кој ќе биде виновен? Па специјално јавно обвинителство. И тоа личи на оној случај со Бранко Цренковски. Транзицијата, приватизација направена во средината на 90-те години. 2002 година Бранко Цренковски победува на парламентарни избори, 2004 победува на претседателски избори, па кога некаде 2008, 2009, 2010 година почнува да се јавува финансиската криза, Груевски да не може да испорача финансиски резултати, да вработи доволно луѓе во споредба со ветувањето што им го даваше на граѓаните на Република Македонија, виновен беше Бранко Цренковски и приватизацијата 15 години претходно направено. Исто како што сега специјалното јавно обвинителство кое е укинато пред 5-6 години, е виновно денес и ние сега се пресметуваме преку пресконференција на ВМРО настапи и така натаму со специјалното јавно обвинителство. Под број 2, тоа се настанете на 27 април 2017 година. Или како дефинира Никола Груевски, тие се причината за смена на власта и носење на нова власт кој ќе го смени и името на Република Македонија. Значи тоа се двата случаи. И третиот случај е случајот со дискотеката Пулс во Кочани. 63-64 жртви, една трагедија. Гледате сега 100 адвокати, 50 обвинети, родители, деца и така натаму, сите ставени на едно место. Судски случај кој ги има сите габарити да трае неколку години, па жалбена постапка и така натаму, голем дел од луѓето ќе се разволат, голем дел од луѓето ќе умрат, голем дел од луѓето ќе се уморат и на крај кога ќе се донесе одредена пресуда, никој да не се сеќава која била причината се дојде и толку долго да трае целиот тој случај. За сите тие работи разговараме со адвокатот Звонко Давидовиќ. Во моментот, веројатно адвокатско име помеѓу 2-3 најмокни адвокатски играчи во Република Македонија, учествува во сите овие случаи, адвокат во некој случај на Сашо Мјалков, адвокат во одредени случаи на Александар Василевски Нинџа, има луѓе кои ги брани случајот Пулс Кочани, СЈО, специјална обвинителство и така натаму. Во врвот, во наводници на неговата политичка кариера, учествува во шарената револуција, Зоран Заев му обетува дека ќе биде нов јавен обвинител на Република Македонија, поучествува во одредени комитети за реформи во судството, обвинителството во Република Македонија. Дали е дел или не е дел на тој процес 2% доверба во судство во обвинителство, какви се односите на Мјалков, на Василевски Нинџа, СЈО, Никола Груевски, дали Никола Груевски со случајот Плацови на Водно, каде што еден од обвинетите всушност е Сашо Мјалков, кој е бранет од Звонко Давидовиќ, е тоа крунски доказ и причина тој да не може да биде вратен на Унгарија во Република Македонија. Значи сите суптилни и клучни прашања кои вас ве интересирале. Тие 350.000 евра, како се најдени тие 350.000 евра? Ние презентираме одредена информација или одредено размислување, одредена логика, дека вториот ден на претресот почнува во оној момент кога бубачките се оставени во куќата на родителите, тие кажуваат, фала Богу, не ги имат најдено
Ајде да не должиме, не ги имаат најдено парите, други ден се враќаат ги наоѓаат парите. Но да ги дознаете сите тие информации, останете со нас. Интервју со Звонко Давидовиќ, нема да зажалите. Добро вечер, Звонко Давидовиќ. Добро вечер. Не сме се виделе од 2021 година. Како сте? Па најверојатно добро. Така на Миле Кузмановски ми личите. Да. Звонко Давидовиќ популарен како Миле Кузмановски. Често пати би се случува во јавноста да не мешаат и подолго време се случува, ја прекинав да објаснувам дека ќе се поздравам со луѓето и убаво е да личиш на човек кој има убава професија, убаво пее. Се согласувам. Апсолутно. Пред известно време мика сопругата го гледам Миле Кузмановски на интервју со Марија Шерифовиќ и викам сигурно е Звонко Давидовиќ. Сигурно е Звонко Давидовиќ. Кого браните све во вашата кариера во моментов сега? Многу луѓе, многу предмети. Или да прашам кого не браните, полесно ќе дојдеме до одговорот. Па не знам, актуелни предмети секојаш имало и ќе има. Тоа е работа. Викаат, често пати читам забелешки, викаат брани криминалци. Кој зашто учил? Не само тоа, него се бавам со кривична материја, луѓе кои што се обвинети, јас ги бранам, ја не можам луѓе кои не се обвинети за криминал да ги бранам. Во последно време сте многу присутен, многу активен, многу присутен и по медиуми, од фрижидер што се вели излегувате на медиуми, на телевизии. Такво чувство, али и кој е Звонко Давидовиќ? Можеме ли публиката бе знае, да почнеме од каде почнува Звонко Давидовиќ? Адвокат од 2000 година, пред тоа работел во Македонија пат, како раководител на сектор за заштита и контрола на патишта, благодарики на тоа научив многу. А пред тоа? Пред тоа во Метал Промет Кавадарци, представништво Скопје, пред тоа на факултет и толку. Немате друго? Немам друго. Тоа е тоа. Јас ми имам чувство дека сте работеле нешто во суд, бијќи точно ги имате работа, воен суд на пример нешто или така, со армијата, со војската, значи не сте го имале. Никогаш. Ја имав среќа кога бев во Метал Промет Кавадарци, имаше многу предмети кои ги застапував како правник на Метал Промет Кавадарци во судот и веќе имав големо искуство од тие стопански предмети кои на времето навистина беа многу, бидејќи економијата, стопанството работеше. И имав големо искуство, кога почнав адвокат, веќе знаев што ме чека и со што ќе се судрам. Овие 2 минути, 3 минути се важни, чисто да ве представиме, доаѓате втор, трет пат во емисија, луѓето некој ве знае, некој не ве знае, чисто да ве презентираме кој е Звонко Давидовиќ. Господин Давидовиќ, има една информација дека сте станале член на масонската ложа на Република Македонија. Вака. Дали е тоа точно или не е точно? Вака. Основно правило е дека секој може за себе да каже што е или не е. Јас сум член на масонска ложа, на француската масонска ложа, која се наоѓа во Република Македонија на големиот ориент на Франција. Господин Давидовиќ, значи вие сте слободен зидар. Така е. Значи се разбирате во зидарство. Тоа е символично, не. Вие да не сте ги стајле парите во зидар. Вие на судијата Ристов да не сте ги стајле парите во зидар. Очекував дека такво нешто ќе ме прашате и кажете. Се разбирате во зидарство, а таму се гледа прецизна рака, значи фуга ставена, значи направено, искречено, средено. Не сум до толку стручен, тоа е повеќе символично, слободно зидарство, условно кажено. Јас мисля дека таму масонска рака се гледа, значи се гледа прецизност, значи некој што се сака професијата, што си го сака занаето и ставен. Има најверојатно многу луѓе што си ја сакаат професијата. Пример, овде може да видите дали има пари или тоа мора посебна некоја техника, Ја можем овде да видам дека го има вашиот знак кој ми се допаѓа, компас, апсолутно. Нема шестар, нема али има компас и нема агломер, нема ова, има некој убав символ. Има некој символ убав што се вика. Така е. Требаше да бидете прв човек односно бите јавен обвинител на Република Македонија, па бевте кандидат да бидете на специјално јавно обвинителство. Не, за специјално не. Грешите. Таму конкурираше Гордан Каледжиев, професорот. Јас поднесов документи само за јавен обвинител на Република Македонија, сметајки дека во тој миг постојат услови кои дозволуваат на вистина обвинителството да биде самостоен и независен орган.
што никогаш не било до сега, за жал. Меѓутоа бевте советник во специјалното јавно обвинителство и после бевте дел на екипата за реформи во правосудството на Република Македонија во време на Зоран Заев. Така е. Вториот дел е точен, првиот не е, никогаш не сум бил советник. Може би не сте биле на платен список, меѓутоа сте имале комуникација. Не, дури ни комуникација, ни било каква функција во специјалното. Бевте многу близок со Зоран Заев. Да, затоа што условно кажано близок. Да, јас се познавав со него и бев дел на... Што точно го советувавте? Не, никош јас не сум го советувал правно. Нашето познанство датираше од пред шарената револуција, сам приде пред судот и се представи, јас не го знаев. Така и се запознавме, ја никош не сум бил негов советник, други луѓе биле советници, ги знаете. Од тоа време. Добро, бете дел на шарена револуција, тоа го зборевме во првото интервју. Така, идејата на шарената револуција, онака како ја гледам, беше надвор од партиските интереси, беше интелектуалците во Република Македонија се обединија и сакаа да сменат нешто во секојдневниот живот и правниот систем. Бидејќи ние тоневме и продолживме да тонеме до денешен ден. За жал, само да кажам, Социјалдемократскиот сојуз тоа време ја злоупотреби таа интелигенција и ниту една од работите кои се бараа во шарената револуција не беа исполнети. Ако се сеќавате, слоганот беше нема правда, нема мир. Ништо од таа правда, ниту реформите. Ја бев, како што кажавте, дел од комисија која беше во влада со многу обвинители, суди, таму имаше 30 на луѓе. И денешни обвинители и суди, предлагавме некои работи, за жал, тие работи не беа вметнати во законите, едноставно тоа тело, како и претходното во кое беше професорот Кајледжиев, не знам, кои се други експерти, не вроди со плодни да се смени ништо. Баш ме радува што вака широко објаснувате со широки експликации и надвор од адвокатурата и надвор од случаи што ги водите. Ве гледам и во други политички емисии, учествувате и на политички дебати на Канал 5 телевизија во Самовистика, што значи дека станува збор за една многу поголема фигура од адвокат Звонко Давидовиќ, вие сте член на француска масонска ложа. Јас би сакал и би ве замолил, кога ќе ве прашам за предмети што ги застапувате или каде што сте адвокат, да одговарате исто вака со широки експликации како што одговарате на прашања кои ви ги поставам на почетокот. Затоа ви воветнили ви дозволно да кажете, за да не биде после не знам, не сум видел, не сум слушнал. Ако ме прашате вистинско прашање, ќе добиете вистински одговор. Нема вистинско, не вистинско, има само лош одговор. Значи, сите прашања се вистински. Има и лошо прашање кои ќе вроди со лош одговор, но нема да можам да ви одговорам во оној дел во кој сметам дека ќе нарушам одбраната на не знам дали приметувате мојот клиент. Добро. Не знам дали приметувате. Значи има два предмети во моментов. Едното е 27 април, така е, а второто е специјално јавно обвинителство. Кога ние после ова е 2017 година, специјално јавно обвинителство 2018-2019, нели, пред короната се случува, нели, затварање на специјално јавно обвинителство, кога всушност сега партијата на власт ги вади тие два случаи, не можем да речеме од Нафталин, бидејќи тие биле постојано присутни тука, уставобранители, пакати, така натаму, туку ги вади од Нафталин и прави ново судење или нова реоценка, ревалуација и така натаму на тие два случаи. И таа флоскула нема правда, нема мир, прво Заев не ја испорачува и поради тоа е казнет на избори. Имаме сега 2 години, односно близу 2 години, кај што ВМРО ДПМН прво влезе во битка со судството, обвинителството, па има оставка, односно смена, како да ја дефинираме на Лјупчо Коцевски јавниот обвинител, кога и после тоа не се испорачува правда и мир, 8% е довербата, тогаш мора СЈО да биде виновна за тоа што и денес нема правда, нема мир. Мислам дека грешите, дека не е 8%, дека е 2%. Мислите? Да. Ама секогаш, ако сте приметиле, а знам дека долго паметите и ги следите работите, секогаш по промена на власта прв кој страда е јавниот обвинител на Република Македонија, без исклучок. Но персонално решение, кадровско решение не носи напредок и не носи вистинска реформа. Вистинска реформа носи само ситуација во која ќе се утврди
комплетно работењето на обвинителството и судовите, ќе понесат својата одговорност за она што го направиле, особено за делот во кој овозможија политиката на широки врати да влезе во судството и правосудството и да буквално ги користи као алатки кои се погодни за нивните политички цели. Сега сте популарен поради случајот со судијата Ристов. Не би го рекол тоа популарност, прашање се појавува по медиуми. Прашува затоа што на јавноста е интересно. 350.000 евра така најдени во зид така на негова семејна куќа или куќа на негови родители. На негови родители, така е. Во Тиквешијата, значи Неготино, кој ќе прочитаме кои све предмети ги водел или учествувал судијата Ристов, тоа е фасцинантен еден список. Телефонски именик, значи еве кој ќе видите, најпознати предмети: Таргет Тврдина, случај за масовно незаконско прислушкување, во кој беше обвинет Сашо Мјалков, со укинување на пресудата на кривичен суд предметот застаре, што резултираше со негово затварање без правосилна судска одлука на тој незаконски акт на прислушкување на политичари. Тоа е случај на сите случаи. Случајот Таргет Тврдина, каде што СЈО, вистината за Македонија, се темели на тој случај. Тамо судијата, каде што застарува случајот, е господинот Ристов. Вие не го обраните. Обвинет, основано или неосновано, осомничен, за 350.000 евра најдени во зидот на куќата кај што живеат неговите родители. Па имате судија Енвер Беџети, кој е ставен поради тој случај на американската црна листа заедно со Артан Груби. Значи, гледате, тој случај веќе неколку глави, сериозни играчи паѓат. Артан Груби, Енвер Беџети, еве сега Јоко Ристов и така натаму. Ристов учествуваше во одлучување за притворот на Мјалков во предметот Трезор, заедно со Енвер Беџети повторно. Па имате одлука за укинување на притвор донесе во случајот со поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски. Значи го имате тоа. Па Сашо Мјалков пуштен на домашен притвор. После бегството кога Мишко Иванов, фала Богу, Мишко Иванов го најде Сашо Мјалков дека у Македонија се рати. Па обвинет од Фијат Цановски дека намерно работи за затварање на случајот ТНТ, односно зградите што му ги рушат, нели што му ги прават. Па Ристов суделува предметите Метастаза, Изгрев со МПЦ, Албатрос, Бумеранг и така натаму. Па малце се 350.000 евра. На вакво учество, на вакво затварање требало цела населба за дојте да ги проверат, а не само кај мајка му и кај татко му, не само кај татко му и мајка му. Ваше мислење, факт е дека ние сме мала земја и мал број на судии во апелациониот суд Скопје се голема надлежност и широка територија. Значи од Скопје до Гевгелија судовите се во подапелационото подрачје Скопје. Оне и во кривичен суд и во апелација. Пред тоа во кривичен. Клучните предмети, клучните домашни притвори, клучните застарувања поминуваат или преку него, или е тој мирудија во чорбата преку која се прави. Видите, и не случајно е тој таргетиран. Не можам да тврдам дали е така или не, сигурно е така, пошто ги имате податоците, никој што сум следел. Да, кој предмет, кој судија го води, освен ако не ми е од интерес да го водам ја предметот, па да знам кој судија го суди, бидејќи го гледам кога сум во судница. Но, ако нешто во врска со ова импутирате дека сите предмети поминали. Еве кај Драги Рашковски, кога е слободен домашен притвор. Значи таму се Лирија Елези, Тања Милева, која е сопруга на Милев. Јасно. Беше член на извршен. Видите, ќе најдете 5-6 судии. 5-6, 7, 10 судии. На Ванчо Чифлиганец и беше сива еминенција во царината на Република Македонија во времето на Зоран Заев. Немој да ме сватите погрешно, толку не бранам никого по однос на ова, тоа се десетина судии во апелација. Ако имало за вакво нешто сомневање. Судскиот совет кој има можност од своја канцеларија, значи не да отида гледа предмети, има можност електронски да ги следи сите предмети, одлуките и многу лесно да контролира начин на распоредување на предметите. Зошто судскиот совет не презел? Може нешто да знам. Вие сами знаете каква е шемата на изигрување на акмисот. Да, ама сами знаете. За тоа треба да се за тоа одговара. За тоа говоревте. Како велите вие? Може судскиот совет да ја следи трагата на предметите. Апсолутно. Знаете ли вие што правите како адвокати? Доаѓате.
поднесувате предмет. Да. Во меѓувреме се договарате со судиите. 5 од нив се наболедување. 5 ке речат дека ја знаат странката, играле тенис, биле роднини, старосати и така натаму, и останува 10. Од тие 10, ако падне на тој што не сакате, не плаќате котизација. Нема, тоа е. Уште еднаш конкурирате. Тоа за граѓански суд. Не, и за сите. Не може. Уште Грешна ви е, грешна. И кога седните да видите, тие 2%. Не е така. Тие 2%. Не е така. Се заедно суди, обвинители. Не е така, и адвокати. грешите за да не свати јавноста погрешно. Чекате, дозволите ми да ви објаснам. Не паѓа за граѓански, Панчевски паѓа за кривичен. Но кривичен дозволите паѓа, ми да ви поради објаснам. местење на акмисот. Не ми дозволувате Ајде, да ви објаснам. Слободно. Само во граѓанскиот суд кога ќе поднесете тужба се плаќа такса, во кривичниот не се плаќа. Добре, не верувам дека Но. Во граѓанскиот суд сум слушал, ја не работам граѓанско, но сум слушал дека се прави тоа, се дава 3-4 тужби, ако падне кај судија кој одговара, другите се повлекуваат, но немате таква можност во кривично. Зошто? Добро. Во кривичното, секој поднесок има свој рок. Добро. Листа на докази, ако не поднесете главна расправа, не можете не го поднесете, ја предложите докази. Не можете вие 5 поднесока да поднесете, ќе отидат во исти предмет. Жалба во рок од 15 дена ако не поднесете, џабе не можете 2 жалби ќе отидат во исти број. Во 2012 година. Така да мора во исти предмет да отиде. Во 2012 година судијата Ристов конкурира за председател на кривичен суд. Можно, И ја губи трката од Владимир Панчевски. Споменатиот Владимир Панчевски. Конкурира за апелација 13 или 14 е на рангирање и преку ног станот точно поради овие пред. И тој човек вие сега го браните. Најдене му се кај мајка и кај татко 350.000 евра. И сакате да кажете лошо е што го бранам. Ја тоа го работам, не него, бранам многу луѓе. Може ли ти пред публиката да кажете како ги најдова парите? Не сум сигурен, можем да принесам што ми е кажано. Ајде. Бидејќи ја не сум адвокат на неговите родители, други адвокат бил присутен на претресот, дека претресот се одвивал во 2 дена, дека во првиот ден пребарале и не нашле ништо, и го прекинале претресот вечерта и утрот сабајле продолжила, успеале да се не знам точно, чукале, тропале, вајда по плочки, под зидови, барале, проверувале, си имаат они своји техники, МВР, и затоа се луѓето стручни, во, колку што сум информиран, во кујната позади плочка бил најден бункер во кој биле парите. Господине Давидович, првиот ден кога не се најдени парите, се оставени бубачки, односно прислушни уреди. Кога заминуваат полицијата и истражителите кои ги бараат парите, старите мајките татко тикат, фала Богу, не копнаа на зидот, не ги најдоа парите. Еве го онда одговорот, кој ја не го знам, добро што ми го кажувате да бидам во тек. Ги слушна, Можна. дојдоа, го копнаа зидот тамо и најдоа 350.000 евра во еден голем дел во АПН од 500 евра. Кој ги нема, нели, во нашот, но ги има во менувачниците. Така е. На Република Македонија. Сме користеле, нели? Апсолутно. Ке ни дадат и така натаму и така натаму. Дали Сашо Мјалков бил бранет од вас во случај со Ѓокористо судијата? Не, ја не учествував пред апелациониот суд. Мојот ангажман за Мјалков бил во предметот плацеви на водно. Дали кога Мјалков е условно осуден во плацеви на водно, не сум бил присутен пред апелациониот суд. Он има цел адвокатски тим. И вие сте свесни, сте ги следили работите, тој адвокатски тим во тие неколку предмети работел со години. Јас бев ангажиран само за плацеви на водно и ден денес сметам дека тоа обвинение е манливо. Зошто? И ќе ви кажам. Затоа што се тврди таму дека што била вината на Мјалков, дека му помогнал на бившиот премиер Никола Груевски да прикрие купување на плацеви, бидејќи му овозможил да стапи во контакт со човек кој има фирма во странство за да го прикријат сето ова. Ми беше чудно, министер за финансии, премиер,
дека треба да праша некого за совет од финансиска гледна точка. Во тој случај се Ми е многу чудно. Јордан Камчев, неговата мајка Радка Камчева, Така е. кумот на Никола Груевски, Да. Никола Груевски, Сашо Мјалков. Мјалков. Интересно, например, што партијата ВМРО-ДПМН не бара од поранешниот лидер, иако има таму обвинување дека не пријавил во партиската каса или зел од партиската каса без да пријави. Така, тврдеше обвинителството многу 1,2, 1,3 милиони Но представникот на ВМРО кажа дека ВМРО нема штета и дека тие пари не фалат. И во тој судски случај, еден од обвинетите, Јордан Камчев, беше застапуван од поранешниот председател на правната комисија на ВМРО-ДПМН, господинот Тони Менкиновски. Нели ви изненади фактот дека во тој случај, еве господин Менкиновски кој се јавува како адвокат, а претходно бил председател на правна комисија, правната комисија на ВМРО-ДПМН не побарало да се истражи дали ВМРО-ДПМН има или нема штета. Бидејќи 1,2 милиона евра се 1,2 милиона евра. За овој судија 350.000 евра нели му нашле кај мајка и татко се претпоставува во зид, па се крена цела јавност, а овде партијата која се бори за законитоста са виновни и така натаму, не си бара 1,2 милиони евра. Вака, тоа е работа и обврска на партијата ако сметале дека навистина фалат, затоа што знаете зашто? Се ме прашувате нешто што го претпоставувам, зашто навистина немам информации, не знам. Прво е прашање дали навистина фалеле 1,2 милиони евра или е тоа тврдење на обвинителството, бидејќи има пресуда сега. Не, тоа што има вака. Дури Врховен суд. Така е. 2023 година ја прифаќа. Имаме ние многу пресуди кои што се многу манливи и кои што се одраз, дозволите, кои што се одраз сега дефетизам, само не. Поради тоа е 2%. Поради тоа е 2%. Ама дозволите да завршам. Завршите. Ако обвинителството не даде ниту еден материјален доказ за 1,2 милиони евра, и тоа можете да го проверите во предметот. Ниту еден материјален доказ. Дали ги имало? Ги немало? 12 декември 2023 година. Запечатена пресудата за плацеви на Водно. Груевски треба да лежи 9 години затвор, пресечен, значи тие жалбена поставка пред Врховен суд покрена. Знаете зашо ја прашам за овој? Ова е еден од многуте случаи. Меѓутоа ова е клучен случај околу кој се кршат копјата за враќање или не враќање на Никола Груевски. Бидејќи од прашувате во дел кој апсолутно не ме интересира, кој е политички. Како не ви интересира? Какви експликации давте на почетокот на интервјуто? Вака. Па какви експликации давте во средата на канал Ме интересираат моите предмети во политичко суштество пар екселанс, ама кога ќе дојде да треба да кажете нешто, не сум од овде, не знам. Не, грешно ви е прашањето. Зашо е грешно? Дали е ова комбинаторика на ВМРО или на СДС, не можам да знам и не можам, дозволите. Не можам да и дали некој треба да се врати во земја или не знам. Она што можам да знам е дека во мигов вистински политичари во Македонија нема. Добро. И дека комплетната држава е партизирана. Добро. Значи, поединечни вакви случаи не ме интересираат. Ја го гледам генерално проблемот. Комплетно е партизирана државата, институциите не работат за доброто на граѓаните, туку се партиски интереси, партиски вработени. Тоа нема да го смени дали некој ќе се врати или нема да се врати. Тоа ќе го смени менталниот склоп само на политичарите или, ако луѓето навистина решат на изборите да дадат или не дадат подршка на вакво однесување на политичарите. Тоа е тоа. Никола Груевски е обвинен, односно осуден 9 години во случајот плацеви на Водно. И не мислам само во тој предмет, не сум мислил во сите, има и други предмети. Има и други, но тука има најголема, најтешка, значи, казна, која треба нели да се отслужи, која треба да помине за да може да се врати назад во Република Македонија. Бидејќи сте политички, односно активни во политички дебати, сте читале, сте слушале припукување, па изнесување на пресконференции, дека кај председател Стево Пендаровски во присуство на тогашната СДСМ раководство и на ДУИ, на највидните амбасадори во Република Македонија, разговарано за враќање Никола Груевски. Целиот случај заглавува во Врховен суд на Република Македонија. Во истиот тој Врховен суд, каде што на 20 декември 2023 година му е потврдена пресудата 9 години
плацеви наводно. И добро, и што ви е прашањето? Тоа е клучниот спор, тоа е клучниот случај. Ворено дека така, пошто го тврдите вие, апсолутно. Бидејќи вие сте учествували од страна на Мелков. Никола Груевски, слушам, има составено адвокатски тим кој треба да работи на негово враќање во Република Македонија. Вие сте дел или не сте на тоа? Не, никош не сум, ниту ми е понудено. Џабе сте од Ѓорче Петров, ако не ви има вклучено. Ниту ми е значи понудено. не сте социјалистичка зора очигледно, значи не живеете на социјалистичка зора. Значи тоа е тој случај, клучен случај. Говорам во Таргет тврдена е клучниот случај во видите кога вие проблематизирате цела една шарена револуција, на цела операција прислушкување правда, нема мир и така натаму. Мега случајот, значи првиот случај, прима случајот е нема, односно Таргет тврдена. Кај овој судија или тој еден од екипата кај што застарува тој случај. Што вие, еве тоа што не сте му биле адвокат, кога сте слушнали на телевизија, а сте шетале таму шарена, што прво помисливте? Ништо, не можам да ви кажам Сигурно, тоа време што сум можам да ви кажам што мислам. Ајде што мислите? Значи, прво сега погрешно ќе ме сватите, ама дозволите ми до крај да се искажам. Застареноста е законски институти постои во секоја земја. Но и не е проблем да застарат определени предмети, но во секој застарување на предмети треба да се испита реално каде и зошто застарел и дали има и чива е одговорноста што се дозволило да застарат предметите. Зошто тоа не е направено е грешка. И требало да се направи. Тоа е она што постојано го зборувам, дека треба евалуација на работење на секој судија. Поради тој случај. Значи поради тој случај. Не спорам, точно. Артан Грубиј е на американска и случајот Врховен суд. Значи поради тоа се двата случаи кои Артан Грубиј стане американска црна листа. Токму истото го зборуваме. Се согласувам. Зошто не е испитано? Судијата зошто не е утврдено? Ставене на американска црна листа. Апсолутно. И сега кон Ѓоко Ристов се води постапка поради неколку случаи, кај што еден од тие случаи ето за него се води постапка во мигов, освен ако знаете нешто друго, ја можам да ви кажам она зашто е осомничен е за противправно стекнување и прикривање на имот. Како вели обвинителството и како вели Министерството за внатрешни работи, во една од најопсежните акции на истражните органи во Република Македонија. Значи, господинот Ристов е дел на една од најопсежните акции во Република Македонија. Одлично. Само чекаме. Ние после 34 години сме виделе многу опсежни акции, значи кога самите органи тоа го дефинират како една од најопсежните. Со што заслужи, например, Ристов да биде дел на една од најопсежните акции во Република Македонија? Тоа ќе мора да го прашате обвинителството, но вие јас како бранител можам го гледам, ја гледам правната квалификација. Почетокот на правната квалификација бил давање и примање на подкуп. Очигледно обвинителството нема докази или не може да го докаже или не знам што е проблемот. Во тие квалификации ги тргна и остана квалификацијата во мигов во предметот, во решението против правно стекнување и прикривање на имот. Едно по едно. Дали е под ПИМ мерки, господинот Ристов? Не знам, тоа не можам ни да го знам. Мислам дека. Зошто? Затоа што се ПИМ мерките тајна. Можам да предпоставам, но сигурно не можам да знам. Се распрашува колку нели може да се добие релевантна и веродостојна информација. Затоа што е кривично дело, ако ПИМ мерките ги откриете, но не знам, нема да ми биде откриено се до мигот кога ќе заврши истрагата, тогаш е обвинителот должен да ми ги даде. Не добив потврден одговор дека бил. Не можете. Така е. Но како што логиката налага. Дека има. Да прашам. Не да прашате дека најверојатно има. И лошо е ако нема, затоа што е тоа еден од механизмите кои во многу предмети дале многу клучни одговори. По тоа што можам да го склопам како мозаик, индиректно бил под ПИМ мерки. Значи, индиректно. На ПИМ мерки се Љупчо Пецов или Ѓаволот. Гледате, поради Љупчо Пецов Ѓаволот, оставка поднесо првиот човек до вчера на регулаторна комисија Марко Бислимовски и една серија на сериозни играчи, дали во правосудството, дали порано во правосудството и така натаму и така натаму. Фехми Стафа, кој беше прв човек во неколку мандати на државното правобранителство на Република Македонија. Значи, сега публиката не мора да знае. Државен правобранител е адвокатот на државата. Така е, се грижи за нејзините пари и имот. Ако речи тие 15 милиони евра
Не интересират тие 15 милиони евра државата му ги дава на Звонко, на Васко, на Петко, на било кој. Сопругата на Ристов каде работи? Колку што знам, во правобранителството. Во јавното правобранителство. Што рековте, народен правобранител не е, него јавен правобранител. Народен правобранител беше Насер Зибери, беше така, не се извинувам, мислам се... Не, зато и јавен обвинител, народен правобранител, јавен правобранител. Отприлика три структури, нели? Овие се грижат за имотот на државата. Сопругата на судијата Ристов работи. Колку што сум информиран, да. Шеф бил Фехми Стаха. Да. Кој е фатен поради подкуп, примање подкуп и трговија со влијание. Во неколку телефонски разговори и тој и Лјупчо Пецов ѓаволот го спомнуваат судијата Ристов. Можно, ја такви разговори не сум видел, можно. Кога ќе ми јануари 2024 година. Ова се шпекулации. Апсолутно. Никој нема да ги потврди, но знаете, кај мене кога ќе ги видам, јас ќе можам да ги искоментирам вака. Кај мене во емисија шпекулациите се секогаш, да не речам 100%, меѓутоа е 99%. Има покренато постапка за разрешување на сопругата на судијата Ристов. Не сум информиран, но и надворе мојот интерес. Изборите и законските рокови не дозволува да биде реализирана таа постапка. Тогаш е техничка. Значи, они период кога Димитар Ковачевски напушта, Тала Џафери доаѓа, министар за правда е крена лога, се покренува постапка. Застарува, односно запира постапката поради почнување на избори во Република Македонија. Бидејќи се под мерки и Пецов и Стафа, политичкиот врв не може да учествува во нивно спасување, говорам денес. Говорам и за ово и за претходниот политички врв. Така не може да е спасен ни Ристов, не може да е спасен ни Стафа. И вие можете колку сакате тука да кажувате, тоа всушност нив ги пикна на топол оброк 3 пати на ден. Ве слушам и драго ми е што слушам информации и добро елаборирање, пошто ова... Ви помагам ли? Со овие работи, фала, ако помагам. Тоа значи влијаеме на тие 2% да се зголемат малце на 6, на 8, на Джеймс Бонд, евентуално. Знаете кој ќе ги зголемиме? Нема се ова да ќе зголемиме довербата само тогаш кога ќе направиме евалуација на работењето. Високи функционери на власта пробуваат по секоја цена да го спасат и Ристов, можно. Да го спасат и Стафа. Можно, не можам да шпекулирам. Бидејќи е под примерки завршува на топел оброк 3 пати на ден. Домашен притвор. Зошто завршува на домашен притвор, а не завршува притвор? Што мислите? Затоа што обвинителството нема докази. Инаку да имаше докази обвинителството, бидете реални, гледавте и пресконференцијата. Не баравте вие од обвинителството, бидејќи има многу случаи кои тој ги судел и тие се во притворски оделенја, да не му се случи ништо на судијата Ристо, дали вие баравте да си биде во домашен притвор поради тие причини? Самото и обвинителството, клетото обвинителство ви излезе во пресред и дозволи токму поради тие причини судијата Ристо да се биде во домашен притвор. За волја на вистината, обвинителството само уште во предлогот кој е даден до судијата предложи куќен притвор без да оди со притвор. Ние бевме и против куќениот притвор кога образлагавме пред судијата на претходна постапка, затоа што прво правната квалификација не држи, второ обвинителството не презентираше никакви докази. Значи, да се разбереме, во текот на истрагата не се гледаат доказите кои се однесуваат на кривичното дело, но се гледаат доказите за влијание на сведоци, влијание дека има опасност од бегство. Обвинителството во 99,9 случаи никогаш не дава докази не само за Ѓоко Ристов, за многу други луѓе, но сите завршуваат во притвор. Овде беше предлог за куќен притвор, судот го прифати. Стануваше збор за 50.000 евра, 40 или 50.000. И заврши во притвор. И заврши во притвор. Затоа ви кажам... Тука станува збор за 350.000 искуствено најдени во друга куќа, во друг зид, но обвинителството има сомневање, нема докази дека тие припаѓа, не може да го поврзе Ѓоко Ристов со тие пари, но искуствено ви кажувам дека ако имало обвинителството и немало доказ, најситен доказ, Ѓоко Ристов ќе завршеше во притвор. Како слободен зидар. Врска тоа со слободен зидар, зборуваме као адвокат. Вие точно може да направите проценка дека парите се добиени многу порано
од Малтерот што е на зидот? Не знам. Колку е стар. Малтерот е тазе, па сте можеле колегата да го прашате, значи Малтерот е тазе. Не знам колку е стручен мојот колега. И парите се ставени во зидот. Дури да е така. Од кога почнува обрачот околу судијата Ристов. Бидејќи тоа трае веќе подолго време, излегува партијата како заштитен сведок ги сева Лјупчо Пецов, ѓаволот, значи почнуваат луѓе да паѓат, он не е глуп човек, он учествувал во сите транге-франге операции во судство или во голем дел на транге-франге операции во судството и тој точно знае дека се стега обрачот околу него. Бидејќи парите не може да ги стави банка, треба да каже од каде му се парите, зидот да е жив и здрав, се најде како ве велите. И едните и другите се виновни. Значи виновни се и тие што стават пари и виновен е зидот што ги прима парите, нели според вашата логика? Не, тоа е ваша логика, ја не сум го рекол тоа. Вака покрај овие шпекулации кои ги кажете. Не, ова е логика. Јас се обидам да видиме дали таа логика дали е добра. Вака, ја не можам да применам само логика во предметите во кои треба да бранам некого, без оглед кој е, и јас ги гледам доказите кои обвинителството ќе ми ги презентира и евентуално доказите кои јас можам да ги обезбедам и да ги приберам. Обвинителството до сега не дури јавно кажа дека во мигов не може да го поврзе Ѓоко Ристов со парите кои се најдени во зид. И тоа јавно го кажа. Дури кажа и уште една друга работа, ако приметивте, дека не може ни парите да ги поврзе со било каков конкретен случај. А ја икам зидот е виновен. Значи, не е Ѓоко Ристов, не се родителите, продадена е нива 7 хектари и така натаму, и зидот е виновен што прифатил парите да не стојат у банката, туку да стојат у зидот. Добро. Доказ ли е, да речеме Сашо Мјалков во Монте Карло со Ферари? Кога гледате тоа? Доказ зашто? Не, доказ дека е во Монте Карло и дека е со Ферари. Ако видите, да. Вие го видовте, нели? Не. На социјалните мрежи, црвено Ферари, стакло. Добро. И кога гледате вамо Сашо Мјалков со црвено Ферари во Монте Карло, а главниот негов предмет, Таргет тврдина, застарува поради Енвер Беџети кој завршува на американска црна листа и Ѓоко Ристов, еден од играчите кој учествува во тој процес. Шо викате, овој Сашо Мјалков е тако факман. Го викам она што нашол копче каде може да притисне за да може да биде завршена работа. Секогаш го викам, а веќе трети пат ви го повторувам. Тажно е што обвинителството, имајќи ресурси и многу сила, МВР, агенција за разузнавање, финансиско разузнавање и сето тоа, не ги употреби и не ги искористи реално, честно, без двојни аршини и селективна правда, без политичко влијание да утврди кој се е одговорен за што. Се додека тоа не го направиме и се додека не дојде човек на чело на обвинителството кој нема путер на глава, кого нема да го држат за некои работи од минатото, ние ќе имаме правна држава. Вие се договоривте со господинот Ристов или судијата Ристов пред да ги најдат парите во зидот или од кога ги најдоа парите за хонорар? Ако ме слушнавте и на емисијата во која го добив истото прашање, али и овде ќе ви го кажам, јас добив повик од обвинителката, која го води предметот, која ми се јави, некаде не ме држите за збор. Тоа е пред да бидат објавени парите во зидот? Или од кога беа објавени парите? Парите веќе беа објавени. Дури имаше шпекулација, ако се сеќавате во јавноста, дека Ѓоко Ристов е избеган. После тие шпекулации, најнеочекувано ми се јави обвинителката, негде, не знам, 15 часот, не ме држите за збор, и ми кажа дека Ѓоко Ристов се наоѓа во просториите на обвинителството и разговара со неа и дека на прашање кој би сакал да му биде бранител, ме посочил мене. Добро, значи вие сте информирани. Ми се јави, јас реков дека не можам веднаш да дојдам, задоцнив, ми требаше време, 40 на 50 минути отидов, поразговаравме со обвинителката, ми кажа обвинителката зашто има обвинителството сомневања и кажа дека ќе одат со предлог за конкретен притвор. Значи вие видовте дека се најдени 350.000. Веќе дали тоа влијаеше на вашата понуда за хонорар од господинот Ристов или не влијаеше? Не.
Значи вие и понатаму сметавте дека парите не се негови и не му зголемивте тарифа да го браните пред судот во Република. Или тоа ке вас влијаеше да речете види господин Ристов или колега Ристов 350.000 узити да прво парите нема одврзи го кесето, плати тука колку чини адвокатска канцеларија или предизвик е, верувале вие или не? Вие предизвик е да браните судија, особено со ваква правна квалификација. Као што е предизвик, ние немавме такви можности. Српските адвокати има да бранат луѓе кои што беа обвинени за најтешки кривични дела. Тоа е нашата работа. Тој предизвик колку чини? Тоа не можам да ви го кажам. Па добро. 50.000 евра. Претерувате. Ако можете вие да платите таков хонорар, браво. Ја радо ви застапувам. Јас ја прашам, на некои судења одеа до 70, до 80, до 100.000. Никогаш не сме наплатили. Одбрана, например, ова што беше со никогаш толкава сума не сме пари давале и така натаму. Никогаш толкава сума не сме наплатили ни приближно. Ни приближно. Верувале или не. Шо мислите, имате шанса да го спасите Ристов? Ако продолжи вака обвинителството и не обезвреди докази кои навистина ќе го поврзат со парите. Да. Какви се релациите на Ристов со Љупчо Пецов, ѓаволот? Не, најверојатно се знаат. Не сум во мигов Љупчо Пецов не е предмет на наша обсервација, бидејќи ама тоа е ваше. Имате Синџир. Апсолутно, тоа вие го сметате. Па имате Тритерол, па имате регулаторна комисија, па паѓање на регулаторна комисија, па даночна пирамида, па до Ковчегарски вамо, значи нема, значи видите пепел направи Љупчо Пецов. Последниот дел на тој пепел што е направен е вашиот клиент, но никаде не се спомнува, никаде не се спомнува ниту Љупчо Пецов, ниту Стафа во предметот кога обвинителството ќе ги спомне, ќе бидат предмет на наш интерес. Во мигов обвинителството тврди има 350.000 евра во куќа во Зид на неговите родители, а тие се на Ѓоко Ристов. Но ние викаме, докажите ни. Сте имали ли контакт со Фехми Стафа? Не, никогаш, најверојатно. Има шпекулации дека на лобирање на Верушевски станува или доаѓа на таа функција на предлог на еден дел на партијата Беса. На партијата Беса им е ветено, ама се вие може да се смете кога сакате. На партијата Беса им е ветено враќање на печатите, бидејќи едната и втората Беса се караат околу тоа каде ќе завршат печатите, нели едната станува алтернатива, другата останува нели Беса, Билал Касами, Африм Гаши и Зекирија, како се каже Ибрахими, не е важно. Значи Феми Стафа станува државен правобранител. На директно инсистирање како се спекулира на Зоран Верушевски и на Сашо Мјалков. За жал, не е ништо ново, а е жално, затоа што и до сега слушнавме, јавна тајна ја ги слушнавме од разговорите прислушкувани, дека членови на судскиот совет, само завршам, членови на судскиот совет разговараат со политичари на партиски координации и ги делат местата, ова е наше, ова е ваше, ова е на оваа албанска партија. Кој одлучува некој да стане судија во апелација? Не знам. Судски совет? Судски совет по правило, а кој навистина решава навистина? Ако сте 14-ти на ранг листа, не можете, не треба да станете. Ѓоко Ристов стана. И не само Ѓоко Ристов. Ако погледнете... Ние денес говориме за Ѓоко Ристов. Само да ви кажам, другите што стана, не ги застарува делата на Сашо Мјалков. Не ги застарува други дела. Не учествува во домашен притвор на Драги Рашковски, кој е генерален секретар на влада. Значи во сите криминогени случаи, вашиот клиент учествува или е мерудија во чорбата. Едно од најголемите забелешки иностранските и амбасадори и странските експерти е токму... Вие предизвик. Апсолутно. Видите, од шарена револуција, од нема правда, нема мир, вас ви е предизвик тие кои донесоа судството да биде до 2%. Како што самите велите, вие да ги браните. Апсолутно, па тоа е мојата. Ја велам колку чини тој предизвик, вие викате тоа е деловна тајна. Ја ме прашувам зошто ги викате истите во студио. Не ги викаме, други викат. Други викате кој на исти начин се однесувале. Кај што гостувате, Апсолутно. Вреди ли тој предизвик за хонорарот кој го дава Ѓоко Ристов?
предизвик заради искуството и адвокатурата вреди. Бидејќи ова поени од 500 евра се вас во 500 евра ве ги дадат или поситно? Јас ви кажав околу тоа, можете да проверите преку изворите кои ги имате, а ги имате очигледно, колку е хонорарот, не е ни близко до она што го кажавте. Ѓоко Ристов е дел на тие виновници за 2% доверба на судството? Сите они се. Не е само Ѓоко Ристов, секој судија, секој обвинител. Тука не знам колку можете да ме разберете. Сите тие кои што прават било што незаконито, а нема доволно сила, слух или има политичко влијание, истите да не одговараат, се подеднакво виновни како и оние кои молчат во судството па не ги кажуваат за таквата доверба во судството. Исто и обвинителството, исто е со целото правосудство. Господине Давидович, вие се уште сте адвокат на Нинџа, на Александар Василевски Нинџа? Јас сум негов адвокат од дете, во мигов не сум, што нема предмет. Ја верувам, ако имам, би ме побрали, би... На 12.11, ова е порака која добивам, на 12.11.2025 година, што крече некаде пред 2 месеци и некој ден, во хотелот Мериот, на ручек во Динстри, тоа е делот што е одвоен во хотелот Мериот, биле осудените за 27 април Александар Василевски Нинџа и Младен Додевски, околу 16 часот и 30 минути. Повеќе припадници на специјалните единици биле распоредени околу хотелот Мериот. Околу 15 часот, значи претходно, околу 15 часот и 30 минути на напуштање на хотелот Мериот на самиот излез. Повеќе припадници на во цивилна облека го застануваат, легитимираат и вршат претрес, мисли на Александар Василевски Нинџа, барајќи оружје од Александар Василевски Нинџа и Младен Додевски, по детален претрес личен и на возилото. По повеќе од 40 минути тие се ослободени, бидејќи кај нив не биле најдени оружје и други недозволени работи. Што ви е прашањето? Пука ли бетонот помеѓу Сашо Мелков и Александар Василевски Нинџа? Не верувам дека е ова. Тоа... Бевте вие викнат? Многу пред тоа, не ме држите за збор кој месец, Александар Василевски Нинџа ми се пожали дека повеќе пати во Дион навечер, без било каква причина, а со многу некоректно и некултурно однесување, припадници на МВР го претресувале пред сите. Во Дион? Во Дион. И ние, како адвокатско друштво, пративме еден допис до внатрешна контрола да се провери, да се преземат мерки, дека да се постапува според правилата на служба и за запазување на човечко достоинство. Ова ми е пратено на 12 ноември. Пратено ми од Facebook профил на Дарко Голубовски Кнеле. Добро. Дарко Голубовски Кнеле, десната рака на Александар Василевски Нинџа. Интересно е дека Дарко Голубовски Кнеле починува 7 дена пред да им биде пратена таа порака од неговиот Facebook статус. Дента кога Василевски Нинџа доаѓа во Мериот, пијам кафе тамо со мојата сопруга, се заминуваме. 2 или 3 сати после тоа доаѓа целата оваа операција. Претрес, легитимирање, цивилна полиција, неуниформирана полиција, барање оружје, така натаму и така натаму. Кога дојдете во Мериот, како Василевски Нинџа, веројатно треба да имате средба со Сашо Мјалков. Мислите дека таа работа ескалира, бидејќи Александар Василевски Нинџа во Сашо Мјалков гледаше и Исус Христос и Брус Ли во исто време. Вака, ќе треба нив да ги прашате, ја лично не верувам дека... Вие не сте викнати тамо кога го претресот, бидејќи тоа е сепак сериозен настан. Не, ниту има 3 или 4 вакви настани, ви реков во Дион. Добро. Никој пат не ме повикал, но се обратил до мене и се видовме за да пратиме ваква поплака за она што... Значи сте ги информирале надлежните институции. Внатрешна контрола, односно на полициски стандарди, истраги. Ова е пред 12 ноември? Пред 12 ноември. Дарко Голубовски Кнеле го знаете? Не, да го видам ликот починат не може да го видите. Освен ако немате некој како масон. Такви способности, парапсихолошки, спиритуални, ако имате, тоа е друго. Починува на 25 или октомври, предходно, значи февруари минатата година, значи пред една година, е фатен со 4 до 4,5 килограми кокаин.
Како пишува медиумите, Можда, дел не на знам. групата на Раде Штекли. Што е 4,5 килограми кокаин во споредба со 40 тона марихуана? Аматери за овие, значи аматери се. Едното и другото не е добро. Да, не е добро. Не е добро. Ни 4,5 кила кокаин. Што стана со тие 115, со 117 аудио снимки кои Александар Василевски Нинџа ги има дадено, ги има презентирано во врска со случајот 27 април 2017. Навистина не знам. Навистина не знам. Јас го браним во 27 април, Да. но се вклучив подоцна, бидејќи он имаш друг адвокат која Кој му беше адвокат? не ме држите за збор, мислам дека Оливер Вуксановиќ не ме држите за збор, во фаза на истражната постапка. Јас почнав да го застапувам во текот на судењето. Знаете зашто ја прашувам, бидејќи јас прв пат имав прилика да прочитам таков исказ кој демонтира еден систем. Јас и вие веројатно не сме ни претпоставувале дека постои еден таков систем. Знаете, Не ви верувам дека не сте претпоставувале. Како? Сигурно сте Имате претпоставувале. Горан Груевски, имајќи Никола- ги сите информации кои до сега ги изложивте, Никола- сигурно сте претпоставувале, а и сте знаеле. видите, Никола Груевски, односно Никола Бошковски, Горан Груевски. Има, значи, тоа е фатено. Кај што му вели Горан Груевски, повлекувај ги. Така е. Тоа се двата играчи на Сашо Мјалков, Има и друга работа. Јас клучни нели во тајната ДБК, УБК, како да дефини, АНБ, ДНС, Јас ви тајната кажав полиција. уште една работа, не е само тоа, они седат, тоа Александар Василевски Нинџа го има кажено во својот исказ, ја го користив и во завршни зборови. Мислам дека минатиот пат кај вас во емисија, значи едниот на другиот му викаат повлече ги нашите, бидејќи некој друг ја презема контролата над полициските служби. Но има и втора работа. При расчистување на таа гужва и претресот во собрание потоа, од кога е расчистен целиот настан, се наоѓа радиостаница комплетно нова, која не е вмрежена и не е на фреквенција на МВР. Тоа би требало. Знаете зашто е Јас тогаш тврдев дека УБК спровел некоја своја акција со свој план и програма која не успеала. Затоа ви го поставив ова Да, прашање. да. Бидејќи Јас тоа и во завршни зборови бидејќи го го кажав. гледав интервјуто од пред 4 години и таму точно ми останаа тие две прашања. Така е. Ми остана, не ми одговоривте тогаш, ми остана од сметката на Александар Василевски Нинџа биле плаќани хотелски аранжмани на високи функционери на управа државни. Колку што се сеќавам, пошто многу во време изминато, хотелот, во хотелот Рила, да, ма не, Боровец, не знам во кој хотели, али беа еден од беа поранешните плаќани. директори со потекло делче од Така е. директори на ДБК и така натаму, значи самиот Василевски Нинџа вели им плаќав хотелски сместувања, аранжмани и така натаму и така натаму. Ова радиостаница, тоа фрла една сосема нова светлина. Да, ама никој не е истражи. Многу играчи кои се произнесува околу прислушкувањето. Жолти комбиња, не жолти комбиња, па дури Фросина Раменски имаш одредени анализи дека тоа комбе е до Германија има одредена траекторија и така натаму, што правела Германија, Берлин, значи тоа мора некој истрага да покажи, но вас ви сјаво израелска и друга опремева радиостаница која е надвор од системот. Многумина вела дека постојат два системи на прислушкување. Еден легален, кога е набавувано опремата, еден нелегален. Да. Ова со радиостаницата, бидејќи вие први ја давате таа информација, на што точно, например, алудирате? Каде сомнежот ви оди? Да ми кажувам дека УБК, може и тоа, Тајната полиција. тоа е шпекулација, спровело, имајќи го предвид ова повлечи ги нашите, бидејќи некој други ја преземат контрол. Така е, дека спровела некаква своја акција со некаква цел која не се остварила. Но сето тоа донесе до еден голем предмет каде што голем број на невини луѓе одговара. И со години беа во затвор и добија огромни казни. Можеме ли таа реченица да ја анализираме? Повлече ги нашите луѓе со качулки, со капулјачи, жаргонски кажано, бидејќи некој друг субјект, некоја друга сила ја презема контролата врз Во тој миг, Врз она акцијата. што јас го знам, силата ја презима МВР и врвот на МВР кој успева да го испразни собрани. Бидејќи полициските сакате да кажете единици дека реагираат веќе. делови на ДБК и МВР се во конфликт
на 27 април? Така испаѓа според ова. Не можем да тврдам. Нели врз база- Сомневањата, да, сомневањата се тие. Ова најдена радио станица која никој понатаму не ја истражува. Да. Ни новинари, Никој. ни политик, значи никој веќе, освен вие, никој нема ни пола збор кажал на затара. Зашто би можела да служи? Јас не сум ја видел. Добро, спецификација. За комуникација, најверојатно за меѓусебна Значи, комуникација. интерна комуникација. Така е. Интерна комуникација. Така е. За да не бидат фатени Апсолутно. од системот на следење пресуди. Па нормално. Две работи се во денешно време најбитни. Информација и комуникација. И брзина. Ако ги имате едното и другото, брзи сте. Вие имате уште еден клиент кој го браневте во случајот Душко Лазаров. Душко Лазаров. Тој човек беше Вие читав одбраната. Така е. Беше Тој бил дежурен во дури контролниот не ни бил. центар Него на- се на- сменил со други, бил еден од ретките кој дошол во оперативниот центар, кој не е надлежен за собрание, кој не е надлежен за овој настан. СВР е надлежен за овој Значи настан. обвинувањата. Видите, сега знаете, вие сте Да, веш во правни работи. Прво што правите кога ви доаѓа одреден случај, гледате процедурално каде е сгрешено, што е направено. Јас обидам за суштината да разговарам. И тука понекогаш се разминуваме, меѓутоа на крај ќе најдеме некој НЗС. Што е чудно во целава работа? Душко Лазаров е еден од најнаградуваните полицајци. Така слушам јас. Така е. Така слушам јас. Пазите сега, ви имате човек кој доаѓа и кој е еден од 14, не ме држите збор, или 15 во тој штаб, кој не е надлежен за собранието. СВР е надлежно, кој дента повлекува телеграма за плюс. Ама послушайте сега. Послушайте. Кога сте вие дежурен, имате таква операција, послушайте. Имате устна наредба на Нухију. Ма немате. Имате устна наредба. Ма немате. Нухију доаѓа таму. Нухију тоа го кажа во суд, Ма како тоа вие го дефинирате како Ама ние- вечниот министер или заменик министер Да, ама ја му поставам внатрешни прашање зошто работи. како министер не е дал наредба, пошто тврди дека Душко Лазаров Има ли наредба до Душко Лазаров или нема? Нема. Министерот е тука и он тврди дека на Душко Лазаров му дал наредба, а сите други командири на единици кажуваат дека веќе се собираат луѓе. После таа само наредба, дозволите да ви кажам. Душко Лазаров не обезбедува полициско Не е засилување точно. и влегуваат ги прават масакар внатре во Не е собранието. точно. И сега вие Не велите, е точно. вие се знаете како се однесувате. Ко Трифон Костовски, јас му велам, Нема. имате венецуелски кредити Неќете да и ме пари слушате. во банката. Тој вели, ја не сум знаел, е председател на надзорен Сте одбор. прочитали ли исказот на- И сега мислите дека овој Душко Лазаров седел тамо, во тој контролен пункт, и му дале наредба, нарани ги кучињата, не ги чепка и копчињата. Така вие го представувате човекот. Не Зашто би бил слушате. дежурен? Па зашто бил Не дежурен? ме слушате. Ајде да слушам. Министерот се наоѓа во тој миг таму. Добро. И во меѓувреме, затоа ви кажувам, комплексна е работата, прочитете ги на Митко Пешов, исказите на неговиот бранител, на командирите на специјалната единица, која е растурена на цела Македонија, луѓето се собираат и тргаат. СВР Скопје отповикува телеграма за дополнителни единици НДТ. И се редовни единици кои се наоѓаат таму. Луѓево веќе се собираат. Но Хију, за да ја отстрани одговорност од себе, вика, јас му дадов наредба на Душко Лазаров. И тврди, не ја предал. И на моје прашање, добро, еве, не ја предал. Дури нека е така, а не е точно. Зошто ти како министр не нареди? Ти си врв, ти си главниот во МВР, зошто ти не нареди? Знаете што беше одговорот? Па кому ја да наредам? Кој мене ме слуша? Господин Давидович. Па немојте. И Тоа се приказни во за тој моите случај, деца. и во тој случај вие како адвокат сте на две различни страни. Зошто? Ако добро ве разбирам, Нинџа комуницира со Горан Груевски и Добро. со Никола Бошковски, Добро. и тоа е екипата која со качулки треба да спроведе одредена операција. Добро. А овој што е Душко Лазаров е МВР или го обструира МВР за овие со качулките Добро. да ја спроведат И операцијата. каде Сега- А имате во предвид Па тоа е дека тоа е трик прашање. Не. Ако речите Еве ви го дека одговорот. ако речите дека не сте на две различни страни, Не сум. тогаш Душко Лазаров во интерес на овие со качулките Е, обратно. не вика полициско засилување за да биде Ај спроведена ја да ви нивната кажам мојата операција. Ајде, мојата Весло, теорија. ајде, Па ајде. Александар Василевски Нинџа има комплетно признание, нели? Има.
Каде е разликата? Александар Василевски Нинџа вика, да, ние влеговме и све направивме, него ни познава Душко Лазаров, признава дека Горан Грујовски, Никола Бошковски и другите го направиле тоа. Каде се двете страни? Душко Лазаров, ако повика полициско засилување, Повикале. И се повикале, обратиле. за тоа е колку 15-16 години осуден, бидејќи не повикал. Не е така. За тоа е осуден. Видите, никој не би осудил некој на 14 годишна Ника Царска? затворска казна. Помислам дека Ника Царска. Ја мислам дека Ника Царска. мислам дека не е тоа така. Мислам дека некогаш ние од некои луѓе правиме бабароги, рускоска, царска. Не правам никого разни политички али да гешефти, судите така цела група за овој настан со квалификација терористичко загрезување на државното уредување. Немајте, па тоа е смешно. Бите, Па тоа е смешно. сега ние можеме во правни финеси. Ма не е ова правна Терминолошки ова се човечки луѓе, финеси. живот на луѓе е ова. А правната квалификација за исти настан, за исти действија, за куп луѓе и да имате 4 различни обвиненија и ова за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста на земјата, немојте, смешно. Чица, да видиш, излага Никола Груевски и во серија написи, во континуитет или посебно концентрирано последните неколку месеци, и вели настаните на 27 април се направени да ме симнат од власт или да не дозволат после изборите повторно да бидам власт во Република Македонија. Значи, тоа е негова политичка формулација, Добро. а специјално јавно обвинителство е формирано да ме раскасапи и да ме пикни во затвор. Тоа се грубо кажени двете тези на Никола Груевски. Добро. И ако тој им дава таква тежина на тие во наводници 2 операции, тогаш обидот да биде друга влада направена е исто рушење на уставен поредок на Република Не е така. Македонија. Тргнете Ако од тоа не е што е тероризам, тој е обид за државен удар во Република Македонија. Без разлика што ВМРО има началник на генералштаб, има полиција, има технички премиер Емил Димитриев, има врховен комендант Георги Иванов. Значи, две структури се борат за власт. И сега оправдано кога ова структура обвинува другата дека све направила да ги сруши од власт, ако вие незаконски срушите некој од власт, и тоа е тероризам. И тоа е државен удар. И тоа е нарушување на уставен поредок. Има друга и сега вие се обидувате на квалификација. цело едно дело за кое сте протестирале, да речете пупу не важи, Не е така. двете се виновни. И затоа вие правев таа алузија. Виновен е и тој што ги ставил парите, и виновен е и зидот кој ги примил парите. Тоа е ваше размислување, Така личи тоа што го кажувате веќе со години на назад. Како грижа на совест имате за шарена револуција. Апсолутно, и сега како Понтие Пилат си ги перите рацете и велите. Јас и сега ќе ви кажам, мене ми е чест што учествувам со интелектуалците во шарената револуција. Значи вие сте Дозволите. Интелигенција, значи вие се дефинирате како интелигенција. Дозволите. И второ се дефинирате како излажена интелигенција. И кога ќе се дефинирате како излажена интелигенција, тогаш и немате грижа на сојзикате. Јас сум интелигенција и сум излажен и затоа сум учествувал. Може ли сега ја да дојдем збор, пошто еден куп прашања... 5 минути слободно. Куп прашања поставите. Слободно. По однос на специјалното јавно обвинителство кое го спомнате, она што е теза на Никола Груевски. Па не го бирав ја. Никола Груевски, Зоран Заев го бирав. Точно. Тоа е следното прашање. Лажна е тезата дека СДСМ го правела СЕО. СЕО го правеле четирите политички субјекти. Така. Значи тоа е суштината. До кога ќе го лажат? Значи овој народ го лажат 34 години. Вие се сеќавате дека 4 лидери седна и ноќте околу 5 се вајле, објавија дека Катица Јанева е јавен обвинител специјален. И има изјава на Никола Груевски. Пола од правниците во државава се праша која е Катица Јанева. Немојте, А Никола Груевски излезе, сликан тамо до една уметничка слика,
со одредени хвалоспеви, што би рекле србите, за Катица, дека тој добил информации. И видовме како заврши. Од Зврлевски и од другите. По однос на другото прашање, немам никаква грижа на совест, ниту се перам, ниту имам пред кого да се перам. Јас моите постапки лично сум ги презел и лично си одговарам, што сметам дека се случува, дека секоја власт во Република Македонија последните 30 години иста. Добро, спомне да видиш. Например, да има такви искази Александар Василевски Нинџа. Се ние можеме да говориме кој е Александар Василевски Нинџа, што е и така натаму и така натаму. Меѓутоа тие се работи кои се кажани. Кај што на едната страна имате СДСМ кој не сека тоа да го прифати, на другата страна имате омерта на ВМРО ДПМН, не се говори за тие работи. Останува Човеков на ветрометина. Така е. Истрчен, како велам, едно 5 километри во море има испливано, се врти назад, брегот не го гледа, напред гледа, ништо не се гледа и никој да седне да рече чека овој човек овие работи и кажува. Па истиот тој Василевски Нинџа вика јас ги стави во кола Горан Груевски и Никола Бошковски, ги однесов до граница со Грција, кај што ги пренесов на врската, па на истиот принцип Аце Циганот ја напушта Република Македонија. И Истата траекторија. И овој фатен во Солун, па пуштен, и овие фатени во Солун, па пуштени по други имиња. И тоа е она што па нели се клетите Грци кои ќе не натера да смениме име, презиме, ова тајните служби од Слободан Богоевски, од Павле Васко, морам да се насмеам, клетите Грци, клетите бугари, па клетите Срби. Па не може никој да ти смени име сам ако не го смениш. Па ние сме одговорни за се она што ни се случило самите. А вие како шарена револуција сте смениле власт, вие како шарена револуција смениле власт и сте донеле друга власт која го сменила името. За жал. И сега кога Ферит Мухич ќе почнете да плачете? Не плачам ја. Паломата, се извинувам, Паломата каде е, да. Може нос да издувам, пошто има вируси. Иначе не плачам ја по ништо, тама работа мене ми е жал што оваа држава може и има капацитет и има луѓе кои никако не може да дојдат на површина. Затоа ова се случува. Се обидам малку и по-лежерно некој контекст да дам не лежерно ви кажам. На некој работи. И многу искрено и многу отворено. Меѓутоа, видите, тези кои се кажуваат на црно фатена одреден апарат, радиостаница, па има два паралелни системи, па да има жолто комбе и тоа жолто комбе завршува до Германија. Значи, тоа се во овие па излага Александар Василевски Нинџа целиот систем го кажа. Добил значка, па освен безбедносен сертификат на НАТО, Александар Василевски Нинџа сите сертификати ги имал. Брат му е дел на обезбедување на Никола Груевски, значи овој не е ова страна, брат му е обезбедување Никола Груевски, преку кој Никола Груевски, како велат, како шпекулират. Нели, ајде, многу се склони сега да тужат за клевети, како се шпекулира, ко користи неговиот телефон за да пренесува информација да се стиши или да се намали тензијата во македонското. Тоа е хаос. Тоа е диво месо. До сега што зборуваме? Тоа е диво месо. Што е трагедијата? Што никој не го истражува, ниту го истражил тоа. Па имате извештај на Прибе. Можеме многу да набројуваме. Па натерани се овие нашиве. Ајдамаци од едната и од втората партија да направат на нова агенција за национална безбедност. Они ја прават на ново агенцијата за национална безбедност. Ама не, се извинувам, со ова морам да кажам. Значи ја правиме на нова агенцијата за национална безбедност. Тој што го стават прв директор на агенцијата е Кираџија во зградата кај што е Вања Ѓорчовска, кај што е Лјупчо Палевски Палчо. Значи на дневна основа што се вели. Па е фатен со оној украинецот, русинот, кој што му дава државјанство, па му го враќат агреманот од Париз. Паѓа тука. Па како продолжите да па излегува цела емисија пошто има многу така. Па излегува премиеров и вели со дронови ме слушале, ме следеле тебе го следеле Лјупчо Палевски Палчо. А ти си го примал Лјупчо Палевски, како што шпекулира, ти си го примал Лјупчо Палевски, па поради Лјупчо Палевски, овие му излегуваат му дај ги снимките, дај ги и он замолчува. Па имате трета варијанта тука, кај што учествуваат тие структури или новиот прв човек на Агенција за национална безбедност е фатен во фалсификат. Па после се покажува дека не било фалсификат. Па полагало Пловдив, па не полагало. Значи, како да кажам, од ново правена агенција контаминирана со срцева слабост, со фабрички мани, со све. Значи, тој систем ние не можеме да го поразиме. Па што изборувам до сега?
доаѓаме на истото, после 40 минути разговор, Ма не доаѓаме на истото дека никој ништо во мигов не презема, дека политичките партии се толку моќни. Јоко Ристов е дел на тој систем. И вие го Политичките, браните. апсолутно. Вие Апсолутно, браните- затоа што е моја работа да бранам луѓе кои што се на тој осомничени. систем. И ако вие, како успешен адвокат, не велам да сеите дома и ништо да не правите, Да? одбраните делови на тие краци, на тој октопод, Тоа ќе покаже дека обвинителството не е кадрено да го докаже она што го тврди. тоа ќе влеземе во една ситуација, знаете кај е дивната мок, што може да ги купат најдобрите, а вие сте дел на крем, дела крем на адвокатурата во Република Македонија. И ако вие го браните делови на тој октопод, на тој систем, ние не можеме да го поразиме. Бидејќи попаметни адвокати се тие што тие може да ги купате и да ги бранат, во споредба со овие кои работат или кои по партиски клуч на ДУИ на СДСМ, мора се во судство, во обвинителство и така натаму. И нема излез со тоа. Не е така. Ако обвинителот излезе со квалитетни докази, а многу лесно може да ги обезбеди, бидејќи има на располагање многу механизми и многу сила, адвокатот не може да направи ништо. Јас со црно не можам да направам бело. Уште ви е дамка, уште ви е рана дека не станавте обвинител? Не би било ни тогаш. Па цело време или така обвинителот е способен. Значи, сакате да кажете, ако мене ме изберевте како обвинител, ќе го решивме системот како Робин Худ, ќе го решив, ќе им земавте на богатите, ќе им давате на сиромашните. Не. И бидејќи не станате обвинител, сега вие немате никаква морална одговорност да ги браните криминалот и криминалците од Македонија. Ако мојот клиент не го бранам како што треба или ако го прекршам законот бранејќи. Уште Лјупчо Палевски Палчо не го браневте, уште тамо да влезевте грлом у јагоде што вика црвите, значи ќе беше него не би го ни бранел. Има некои предмети кои што не би ги бранел, а инаку работа ми е да бранам осомничени луѓе кои се осомничени за криминал, затоа што се бавам со кривична материја. Последно прашање за Нинџа. Сметате дека му е загрозен животот? Трпеше определени притисоци, не можам со сигурност да кажам, но очигледно е дека трпи притисоци и дека има определени притисоци врз него, нарочито за ова што ви кажав пред малку известивме дека постојано се случува репресии и сето тоа. Нема да ве прашам за содржината. Кажете. Нема да ја прашам за содржината, меѓутоа и Александар Василевски Нинџа нели има разговори со Добрила Кацарски, има разговори со Вилма Русковска, има и записник кој е таен, кој вие не можете да го презентирате бидејќи Не, ја не сум бил ни присутен. Не сте били ни присутни. Не, тоа се случувало во претходната постапка, ви кажав друг адвокат. Може ли општо, чисто како прашање, кој имате таков тип на операции правеше Јордан Камчев, правеше Сашо Мелков и така натаму. На што најмногу внимание се посветува? Како вид на операција не можам да разберам. Па да речеме осомничен да стане заштитен сведок или осомничен да влезе во процес на договарање со судство, со обвинителство. Мислите да се склучи спогодба за да каже што треба да биде исполнето да биде таква една спогодба направена? Не, вака ние и во неколку предмети сме правиле спогодби за поситни случаи, за покрупни случаи. Значи прво клиентот треба да се согласи дека она што обвинителот го утврди е точно. Значи треба да признае вината. Тоа се виси од него. Не може адвокатот да му каже мораш да признаеш. Значи без признавање на вина не може да има спогодба. Второ е обвинителот, вие кажам сега техникалијата и како се одвива во пракса. Обвинителот може да понуди и одбраната да понудат висина на казна за тоа што го сторил или ако е таков државен некаков интерес, дури може да влезе и во заштитени сведоци, соработник на правда. До сега не сме го имале, но пред се мора да ја признае вината и да се понуди и од одбраната и од обвинителството казна со која ќе се најдат и ќе се согласат, особено обвинетиот. Да биде малку над минимумот и да биде далеко од максимумот. Прашање е со што би се согласил обвинетиот. Доколку тоа се случи, основниот јавен обвинител или оној од организиран криминал мора да реферира пред вишиот јавен обвинител кој мора да даде своја согласност.
од кога вишиот јавен обвинител ќе ја даде согласноста, целата спогодба се праќа кај судија на претходна постапка, пред кого се појавуваат бранителот, адвокатот и обвинителот кои ја подпишуваат спогодбата која ќе Во остржи. конкретниот случај Вилма Русковска и Добрила Кацарска. Не, Добрила Кацарска не верувам, затоа што тоа треба Не е на да е претходна, судија не е на претходна постапка. Но е информирана. Најверојатно. Но е информирана. Најверојатно. Значи таа мора да знае Сигурно. за договорот за да може Сигурно. да може да климни со глава за да биде тоа Сигурно. поминато, процесирано и така натаму. Сигурно. И така натаму. Ете, тоа е Јордан процедура. Камчев се договара, признава вина во случајот со Империја, се договара со Вилма Русковска, плаќа колку тамо 5-6 милиони, не е ни важно. Да. Има интервју Александар Николовски, каде што вели не се тие, и Сашо Мјалков нели се договара, тој плаќа малце повеќе и така признава нешто. Не, тоа е за Империја. За Империја говорам јас. За Империја. И едниот и вториот е за случајот Империја. А Цветан Панделевски минатата недела е ослободен од случајот Империја. Случајно. Не можам да го коментирам, пошто не сум во текстот тој предмет. Случајно роднина на министерот Панче Тошковски. Сопругата на Панче Тошковски е внука на Цветан Панделевски. Не велам нека Панче интервјуира, но случај се разбираме. Тоа е све случајно во Република Македонија. Дали Мал народ сме. Александар Василевски Нинџа ја информира државата за бегство, за обид за бегство на Сашо Мјалков? Не, прв пат слушам, не знам. Многу ми навелат, многу ми на... Има една верзија дека тој јавил ке Вилма Русковска, има една верзија дека тој јавил ке Вилма Русковска, друга дека не е тој, дека друга структура станува збор и така натаму. Уфрлени играчи во Агенција за национална безбедност и така натаму. Ниту Александар Василевски И дали е тоа основа за конфликт или сепак станува збор за поделба на пари? Не, мислам ме прашувате нешто што е многу далеку и реално знаете дека е многу далеку од моите сознанија. Не знаете, не сте прашале, бидејќи вие кои ги браните тие луѓе, вие точно треба да знаете. Знаете, вие се однесувате, знаете како се однесувате? Се однесувате како кожен лекар. Кога ќе на кожен лекар, тој ви вика, тоа ви е или од храната, или од стрес, или од времето што се така и вие. Не знам, ја, ова тоа нешто седна, нешто седна. Вие сега се однесувате како матичен лекар, па викате, ајде кај специјалист, а умеѓу време еве ти сирупче, еве ти лекче. Не, јас кога водам предмет, кога водам како специјалист до матичен да ми кажете што всушност се работи. Кога водам предмет, мене ме интересира дејствието за кое е обвинет. Значи може да има милион други сознанија. Добро, господин Давидович. Ако не знаете, ако не знаете она, Зашто би знаел? Како ве ангажирате ако ништо не знаете? знаете? Зашто би знаел? Како ве ангажирате? Затоа е 2%. Бидејќи вие не знаете, судијата не знае, обвинителот не знае. Заради народот. Да знаете нешто, упорно ви кажувам. 10% ќе беше. Не ме слушате упорно. Ајде. Кога ќе добијам обвинение за клиент, мене ме интересира дејствието за кое е обвинет. Ништо повеќе од тоа. Само ако тоа дејствие е поврзано со други некои работи, клиентот ќе ми ги каже или ја ќе го прашам. Не можам ја да истражувам, као вие новинарите, цел негов живот, сите односи со сите битни луѓе. Небитно ми е. Битна ми е правната квалификација и предметот. Кога ја на сите мои клиенти би ги знаел целиот живот, контактите, односите и сето тоа, па ја би требало да бидам компјутер. Едноставно не ме интересира. Само да прашате. Зашто би прашал? Па и едниот ви бил клиент, и вториот ви бил клиент. И едниот клиент сега се сомнува дека вториот клиент Не знам, такво нешто мене не ми е се сомнева дека вториот клиент би можел да биде некој од осомничените кои би го задразувале неговиот би можел, не велам. Тоа е ваше сомневање, но мене ниту од едниот, ниту од другиот мој клиент во мигот кога ми биле клиенти не ми е кажано такво нешто. Добро, кога разговарате со таков тип на играчи кои тежат стотици милиони евра, кои имат путер на рацете, кои се осомничени за многу злодела, убиства и така натаму, па дури државен удар, тероризам. Кој е чувството? Кој секој друг клиент? Кој секој друг клиент? Мали се кога ќе дојат кај вас исплашени дека може да завршат во затвор? Секој се плаши од затвор и секој гледа... Од доктори од затвор? Интересна, не конкретно за луѓето за кои прашувате, генерално
зборувајќи, најчесто луѓето кога ќе дојдат, и тоа е тој психолошки дел, сакаат да се представат себе си во поубава светлина од она што е во обвинението и во доказниот материјал. Но тоа е погубно за нив, не за мене, затоа што би требало да ми ја кажат вистината, затоа што утре обвинителот ќе излезе со тие докази и ќе не закопа во судница. Најчесто се обидуваат да се прикажат подобри него што се додека не се соочат или ние како адвокати не ги соочиме, а мораме да ги соочиме со доказите за да дознаеме вистината. Како млади невесте, додека не стават бурма, додека не направат свадба, готват, перат, сарми, мотат и така натаму, чим тоа помини. Чим ги соочите со доказите, затоа има и некои луѓе кои што даваат признание и каде што се навистина доказите квалитетни, има луѓе кои што гледаат дека има можност, можеби. Во оваа емисија спомнавме многу имиња, но кога ќе направиме Вие спомнавте. Добро, вие не знаете, не сум слушнал, не сум од овде и така натаму. Но кога ќе направиме сублимат, и Никола Груевски, Зоран Заев, не знам, Мицковски, тој е на маргините, Драги Рашковски, така натаму, Орце Камчев, испаѓа печатокот дека преку овој систем кој најмногу збориме Нинџа, Ристов и така натаму, всушност се спаси Сашо Мјалков. Како се спаси Сашо Мјалков? Не знам, јас можам да кажам. Попаметен од другите? Можам да ви кажам за предметот кој сум го водел, другите не беа предмет на мој интерес, плацива и наводно. Тој беше во притвор или беше на слобода, кога се води тој случај? Јас, кога имаше неколку предмети во те колку што се сеќавам, јас... Каде се среќавате со него? Во притворското одделение во Шутка, заедно со уште други двајца адвокати, за овој предмет, а мислам дека по друг предмет беше во притвор. Не ме држите. Мислам дека ова судење трае подолго од 1 година и вие тоа... освен во Шутово Ризер или притворско одделение во Шутка сте сркале сигурно на друг. Да, му беше укинат. Ама сега вие тешко да кажете дека во Мериот се сркавале, бидејќи јас ке ве прашав како може да биде во Мериот кога е во притвор или треба да биде во туристичкото одделение во затворот во Струга. Сум го посетувал во притворското одделение, знам дека после известно време притворот беше укинат. И во Мериот сум го посетил и кај него дома. Не е ништо спорно, нормално. Александар Николовски, не Василевски, Александар Николовски вели премногу е паметен Сашо Мјалков. Ја верувам дека е паметен. Значи премногу е паметен за да направи грешка во процедура. Говориме за оној хотелски комплекс кој се врза со неговото име на Охридското крајбрежје. Интервју има, нели, прашање новинарско. Да, ама не сум. Сте го легализирале Сашо Мјалков, вика премногу е паметен ние да го легализираме, тој не прави, значи не прави грешка во процедура. Верувам дека така. Во меѓувреме, сменети дупови, гупови, екологија, живот, старината цело бр, а виновна е според вице-премиерот, виновна е Вилма Русковска која прави договор со Сашо Мјалков и му го амнестира како што тие велат, цел криминал кој претходно го и тие со тие пари може се да купа што сака. Тоа е прифатливо за вас? Не. Дали со таква спогодба што се прави, не знам, Камчев или Мјалков со Вилма Русковска, тие се аболирани за се друго ако признато одредено дело. Затоа ви ја водам целиот разговор и последен дел околу тоа прашање. Тоа е проценка на обвинителството и ја можам да ви кажам моје мислење. Јас бев меѓу првите кој беше против оној закон за помилување на 27-ми, кај што ги помилува само пратениците, за да го дадат гласот за промена на името. Браните сега двајца во случајот Пулс во Кочани. Да. Една трагедија. Страшно. 63, 60, страшна трагедија од која многу тешко ќе се опоравиме. Жртви. Така е. Прв пат расклатена власта. Гори министр за внатрешни работи, политички, човечки говорам, значи не мислам кривично, немојте погрешно. Мислам дека никој не е расклатен, ниту некој изборал. Гори премиер во Александар Вучич излегува и вели 15 жртви во Нови Сад. Се ништо во споредба со Кочани, кај што е човечки фактор виновен, значи председател на Република Србија вели човечки фактор е виновен во Кочани. И вие се треба да браните дел на тој човечки фактор. Но вие повторно
повторно ништо импутирате, импутирате како можеш да браниш такви. Ама ја ве прашам, па како тогаш би имале гости на оваа емисија? Добро. Со кого може да разговарате? Тоа е значи причината. Вие всушност браните, па вие да ми кажете дека сакате да го слушате, а и на други теми ќе ве канам. Причината е дека секој има право на одбрана и секој има право во законита постапка да биде осуден или ослободен. Ние, по 100 пати ја кажам, од црно не можеме да направиме бело, можеме само да се обидеме да ги испочитуваме законските права на обвинетиот, кои прават разлика меѓу линч и хаос и правна држава. Добро. Шарена револуција, линч и хаос или правна држава? Обид да се создаде правна држава која за жал зависеше од политички, па да кажем, лажговци. Еве го, делот на обвинението. Да. За едниот клиент, не за Аднан Џаферовски, туку за другиот клиент Ивица Грозданов. Обвинителот тврди дека е дел од обезбедувањето без лиценца, истиот во неколку наврати и бил условно кажано дел ангажиран како обезбедување за определен надомест. Тука се споменува Rubicon Security Solution. Така, но никош не бил вработен во Rubicon. Како скриен собственик е Александар Нацев, нели? Сега се наоѓа на топал оброк, па пуштен веројатно на домашен притвор и така. Не велам виновен, си има судска постапка. Си има судска постапка ќе се никош не бил вработен во Rubicon, работи во Riversoft, од време на време помага, он ги знае сите тројца од обезбедување. Таму е спорно, значи дел од сведоците го посочија дека вечерта бил таму, дека бил на врата, едниот прегледувал карти, другиот удирал печат на рака. Таму е спорна правната квалификација, веќе сме разговарале за тоа, и спорно е, според законот за приватно обезбедување, дали требало или не требало да има таков план, за кој обвинителството тврди, согласно законот не требало, затоа што 5 члена не се ангажирани. Тие биле 4, добро. Така. Тоа е процедурата. Тука не навлегам, веројатно тоа сте го прочитале, сте го проучиле, сте го виделе, сте го направиле така. Ви кажам, зборуваме за нешто. Пред вас разговарав со еден од родителите на децата кои почина во дискотеката Пулс во Кочани. Тој вели братот на газда Деко ги дава картите, а Ивица Грозданов ги проверува картите. За влез во дискотека. Значи не е тамо случајно, значи не дошол тамо да се поздрави со колегите, хонорарно учествува во тој процес на проверка на карти и пуштање внатре. Добро. Го предизвикал пожарот? Не. Не ни реков дека го предизвикал. Обвинителството го става обвинението дека тој што со предизвикување на пожар, да не ги набројуваме другите дејства, ионизирачко зрачење и електрична енергија, создал ваква штета и одземени се животи. Тоа е проблематично. И пред да биде подигнато обвинението во фаза на истрагата, бидејќи ова голема трагедија за Македонија, ние постојано посочувавме и професорите од правен и адвокатите дека оваа правна квалификација не може да се однесува на сите. Не се умира само од канцер. Се умира од срце, па се умира од шекер, па се умира од смрт. Па се умира од смрт, и смртта е болест, па се умира од бубрези, се умира од многу. Вие знаете, сега велите, не е виновен за пожарот. Па никој не вели. Но тамо не се разбираме, вели. Обвинителството вели. Ево го актот. Дека него го стават дел од структурата за обезбедување. Ама не може. Затоа се гонат, бидејќи и структурата на обезбедување е виновна. Прво има поголем број на лица внатре во дискотеката. Надвор од дозволениот број. Па има малолетни лица. Па влегуваат луѓе неконтролирано. Видите, Кочани е малград. Кочани вие точно знаете кој има 15, кој има 16, кој има 17 години. Втора работа. Должен е да интервенира кај полиција. Има малолетни, бидејќи полиција ако прави акција во 12:05, излез на малолетни лица е до 12 законот часот. За приватно обезбедување. За да дојдеме до
крај, завршница и некаква правда за она што се случи. Требаше различни категории за различни кривични дела да обвини. За пожар не може да одговара оној што не го предизвикал, за тој пожар одговара оној што го предизвикал и оној кој не обезбедил средства тој пожар да биде изгасен. Како вели, според правната квалификација. Како физичко обезбедување распоредени и тоа обвинетите Мартин Ѓоргиев и Ивица Грозданов пред влезот се до почнувањето на концертниот настап на музичката група ДНК. Задолжени да го контролират пристапот на посетителите во објектите, а обвинетите, значи тие се задолжени пристапот на посетителите во објектите. Според обвинителот. Никој тие не велат тие се виновни за пожарот. Ама вика со правната квалификација. Васко, не знам дали се разбираме. Ама еве го обвинителната. Ама тоа пишува како образложение, погледнете го делото. И се вие седнале тамо од 50 страни или 500 страни на обвинителен акт, сте извлекле една точка. Не можеме да дискутираме кога некаде да разберете. Ама тоа го пишува, ама тоа действие кој го пишува и ми го читате, не го опфаќа членот на тешки дела против општата сигурност. Тоа упорно ви го кажувам. Ние не знаеме дали ќе биде обвинет, односно осуден, дали ќе биде преиначено или преквалификувано делото. Значи, ние говориме сега дека тој, според обвинувањето, е присутен на врата, трае до почнување на концертот. Ајде вака, за да скратиме, пошто не можеме да се разбереме. Добро. Го читате тоа и на крај вика обвинителот, зашто си виновен? За кое дело? Еве, за да скратиме да ме разберете. Добро, сме да видиш. За кое дело? Добро, сме да видиш. За грозување на општата сигурност. Ако дело до обвинетите ги обвинил за злоупотреба на службено положение и овластување, за несовесно работење, за многу други работи, ќе дојдеме многу побрзо до правда и многу повеќе ќе имаше шанси да одговараат. Ќе видите, мислам дека на погрешен гол шутирате пенал. Сите се тие дел на еден систем. Систем кој со години функционира. Некои повеќе, некои помалку виновни, но сите имаат крв на рацете. Дали ти можеш за да 63, 64 дали ти во Мигов како новинар можеш да одговараш за буџет? Ја не сум бил на врата. Дали може за буџет да одговараш? Ама ја не сум бил на врата. Не сте биле ни вие на. Дали може за буџет да одговараш? Ама зашто да одговарам за буџет? Зашто он да одговара за пожар? Ја ли го гласам буџетот? Не ме разбирате. Ама извините, јас би одговарал за буџет. Ако сум вработен, можеш да одговараш само во оној дел на системот за кој си задолжен. Кога сите за она што си задолжен. Се извинувам, ама не е така. Сите кои се дел на системот се подеднакво помалку или повеќе во своите виновни. Васко, во своите обврски, едни се виновни, во своите обврски, дека дале дозвола, одговорности, втори се виновни дека не контролиране, трети се виновни дека го лажеле закон, четврти се виновни. Тоа ви го кажувам. Ако тие дозволиле, еве теоретски, ако тој овозможал да влезат 200 луѓе, а не 500, можеби ќе излегле луѓе, тој немале да се запалат. Ама тоа ви го кажувам. Оној е одговорен што не проверил, ама ако не проверил, не го сторува ова кривично дело. Виновен е за друго кривично дело. И вие како пожар, ма се извинувам, вие како пожар го сметате тој што чкорчето го пали, не, ама не, вие не сте го прочитале обвинението. Не, ама како не са ви го читали? Ама знаете што сакате да направите? Не сте го прочитале обвинението во дело зашто се Вие играте на перцепција. Знаете која е перцепција на пожар? Перцепција на пожар е шкорче. Не е перцепција на пожар обезбедување на врата. Не ме разбирате. И сте многу интелигентни и велите, како тој што е обезбедување на врата? Не интелигентен сте. Како тој што е обезбедување на врата може да е виновен за пожар? Виновен е, пуштил луѓе. Сите се тие во цел систем. Сакаш да кажеш дека родителите се виновни? Дали родителите на деца се виновни? Јас ме прашувам. И сега ги поистоветувате родителите на деца. Не, вие ги поистоветивте. Не. Вие ги поистоветивте. Видите кој е која грозна конструкција правите. Само што рековте, вие направите. Само што рековте да одговорни се за малолетните. Ако Ивица Грозданов, кој ги знае сите во Кочани, Жабе, го вртите муабитот, неките да знае чуете. дека се малолетни деца влезени. И не смел да им дозволи. Неките да не чуете, а само што одговоривте,
И А кога само јас што таа теза ја одговоривте- поставам, вие ми кажете, дали се виновни родителите? Да, Вие рековте да. да. По мене не се. Да. А не се кривично. Не се. Не се кривично. Одговорноста има Немој. има 100 Немој. лица, господин Васко, Давидовиќ. Васко. Морално, прекршочно, Господине кривично, Ефтов, човечки. не можам да дојдем до збора од вас, а не ќе да чуете нешто што не е јас. Добро. Што целокупната експертска јавност, професорите и многу други го кажуваат. Ама вие не ќе да го чуете. Не тешко е да прифатите. Не, што ја да прифатам, вас ви е тешко да Дека е прифатите. дел на Синџир. Видите, Вас ви е тешко. Лице кое се бави со обезбедување. Лице кое се бави со обезбедување е постручно од мене и од вас. Да знае можете- дали се обезбедени безбедносни стандарди. Лице кое се бави со обезбедување, без разлика што работи во Риверсофт. Некете Предходно имало Некете фирма да на негово име. чуете. Значи тоа лице е Џабе се надмудруваме. ама не џабе, тоа лице крајот- е крајот остручено. ќе го покаже. Остручено кога ќе види таа племна крајот или плевна или шупа како ја нарекот, да свати дека тамо не се обезбедени безбедносни стандарди. А обвинителот не свати. Како човек, Обвинителот како од човек. Кочани кој бил таму Ја не сум бил како специја. А и тоа е вин, ама сите Не се бил. затоа за Синџир зборам јас. Полицајците не биле. Лупчо Коцевски, затоа Лупчо Ама не Коцевски разбирате, носи обвинители надвор од господине Кочани, Ефтов. надвор од Кочани да интервенираат Не да ја водат разбирате. постапка, бидејќи сите од Теорија- Кочани се дел на мрежата. Теоријата која кажувате е точна со грешна правна квалификација. Ама не ќе да го Сега разберете. дојдовме до грешна правна Тоа квалификација. постојано ви го кажувам. Зашто е виновен Ивица Грозданов? И Ивица Грозданов за милион други работи. Не, може зашто да е биде. виновен? Па не може да биде одговорен Не, за овој зашто член. е виновен? Не можем ја да го учам обвинителство, не е коректно Не, ја да кажам. еве, зашто бидејќи е. вие разбирате правната Имате рамка. таму правната- несовесно. Зашто е виновен? За еден куп други несовесно работење во служба, имате злоупотреба на службена положба и овластување. Имате за милион други работи кои може да И дали одговарат. со тие квалификации, ако не 100%, барем 1%, има вина за тоа што се случи. Нормално као дел од системот, Аха, ама не ме разбирате. Гледај. За да одговараш за дел од системот, можеш да одговараш. Ма тоа ви го зборам. Васко, дозволите сега да време. завршам. Ајде, слободно. Ама можеш да одговараш као дел од системот за правата, обврските и должностите кои ти ги имаш, а не за туги. Затоа обвинителството требало да ги постави во рамки на секој обвинет во обврски, нивни права, обврски и одговорности. А не го прави тоа. Прави лоша услуга на целиот настан. Затоа што не ги обвинува за оно што се виновни. Операцијата успешна, пациентот мртов. Меѓу другото. Тоа сака да кажете? Па упорно тоа ви го кажам, а не ќе да чуете. Не, господине, вие друго кажувате. Не, ја не Вие кажам друго. велите, тој не е виновен за пожарот. Ма не е виновен не за... убива, Па не е виновен за пожарот со не убива само пожар. Васко, Убива негрижа, не може да одговара неодговорност, за овој за пожар по ова кривично дело. газење на безбедносни Не ме разбираш. на безбедносни сертификати. Повторно да се на враќаме на безбедносни истото, ама не ќе принципи. повторно да чуеш. Одговорен е И вие за- сега како Тодор он Живков за пожар, и сега за вие ова како кривично дело Тодор- не може да одговара. И вие како- Може да одговара за пожарот со друга правна квалификација во рамки на своите обврски, одговорности и надлежности. Ама не ќе тоа да го Ако е разбереш. сменат правната квалификација, а вие сметате дека тој е виновен, ќе обраните? Да, нормално, ама одбраната ќе биде поинаква. Тогаш може да стане и да ја признае вината. И сега кога Тодор Живков викате тази не. дупка не е дупка. Очигледно не го разбирате правото, за жал. Ама разбирате многу други работи, ама овој дел не го разбирате. Ја реков дека го разбирам. Затоа- Јас ве донесов затоа- тука да ве прашам за да вие кажете Да, ама постојано импутирате. ништо. Импутирате како Тодор Живков, најмалку би сакал да сум Тодор Живков. Ништо не. Ја ви кажав и на почетокот на емисијата, пак ќе ви повторам. Ако доказите, кажуваат, дека си виновен за правната квалификација која произлегува од твоите права, обврски и одговорности, најчесто е препорака на адвокатот да ја признаеш вината. Дали обвинетиот ќе се согласи со тоа и покрај препораката на адвокатот е негова, бидејќи тој ќе издржува казната. Но најпаметно е во тој случај да се признае. Тоа не е во мигов во оваа ситуација. Господине Давидовиќ, јас мислам дека саат и 40 минути
Многу работи кажавме, Апсолутно. и се нашаливме и се изнервиравме. Не се нервираме. Ама чуете. масон сте слободен зид. Ма не ќе да ме чуете, нема врска тоа едно со друго. Нормално е да Да ве прашам. кажете. Тоа детето што го малтерисуваше зидот кај таткото и кај мајката на судијата Христов. Можете телефон комшијата кречи дома, па ако може да може да му поможе. Мора сепак ќе мора да го прашате таткото и мајката на Ристо. Не мора да ги прашам, ќе ставиме бубачки дома, сами ќе кажат. Па онда да ги прашате овие бубачките што ги стават, ќе ви кажат. Фала многу. Ова беше емисијата во Центар и интервјуто со Звонко Давидовиќ. Според мене одлично интервју. Сите прашања ги отворивме, сите работи ги ставивме на маса. Во еден момент беше тензично, во еден момент мислев дека може интервјуто да оди во еден или во друг правец. Значи се она што ви интересирало, Бил Мрсковска, Добрила Кацарска, Сашо Мјалков, Империја, Јордан Камчев, Никола Груевски, Александар Василевски Нинџа, Зоран Заев, значи се ставено на маса. Плюс и прашањето дали е човек на Зоран Верушевски, бидејќи неговата адвокатска канцеларија е во истиот блок каде што се наоѓа и станот на Зоран Верушевски. Ако ви се допадна ова интервју, ново дружење недела во 22 часот, плюс вонредна политичка анализа вторник 20 часот и 30 минути. Минатиот вторник, значи пред 5 дена, имавме една одлична вонредна политичка анализа на тема марихуаната, 40 тона, зелени венац за венац или операција зелени венац. Ако имате 150 денари, станете мембари, ќе добиете ексклузивни информации. Всушност ќе добиете логика како се случува целата операција, како се фатени тие 40 тони, каде се наменати, кој стои позади нив и така натаму и така натаму. Поздрав, ново дружење вторник и недела. До вторник и недела, пријатна вечер Македонија.